Добар ден. Ова е мала помош од вработените од општината. Утре ќе добиете уште 30.000 денари. Тоа е еднократна помош од општината, колку што може да ви се помогне да се надмине оваа состојба. Фала многу што му додете, тоа му помогнете да читава, да му проблем. Ја тега те жалувам моментално, што луѓе што му помогнеше нешто, раде нешто, пачетина, одета. Ото керка има, ово не ми цин, те ми дворам там да кажам, оđево што ме држала, вчера му болница била, те породела керка, значи детето имам проблем, о керка ми, зато там да ги чакам, то општина Центар Република Македонија. Ја не можам више тоа да кажувам, тоа можам македонци да знам да зборувам, живееме во една соба, то 10 луѓе, имам тетра, имам фуки, мали, душа, спорува, ја не слушам повеќе вече ромаш, керка ми да поведем. Имам малку проблем, не можам да видам, мајката може има право да виде, не можам како да те товарам, не може добро да ме разбира. Нема кој да мене да ти пика глава, ти домаш да доде да отовара. Нема. Да тоа руката те кекешам, те борам. Не ја дам, не ми дам, ма дета да ги рандам. Така мене да живам како човече. Јас сум куќа, па човече. Ова е една само мала помош од вработените од општина Центар, но дадена со навистина голема љубов, бидејќи бевме потресени од она што го чувме за тоа како живеат наши сограѓани овде. Значи, вработените во општината веднаш кога чуја во какви услови живее ова семејство, собра средства, своји лични средства донира. Ги дадовме сега на таткото на веќе сега 3 деца, потоа собравме сето она што им е во моментов можеби неопходно, чевли, хигиенски производи, средства за хигиена. Инаку општината исто така додели еднократна помош во висина од 30.000 денари, кои што ќе легнат веднаш на сметката на ова семејство, за да можат да ги искористат за она што на висина им е најнеопходно, колку толку да можат барем во овие зимски месеци да имаат покрив на главата. Недозволиво е навистина во оваа држава која што се прокламира себе си за социјална, да дозволи нејзини жители да живеат во вакви услови. Затоа еве од вработените на општина Центар, од советниците еден апел до сите граѓани колку можат да помогнат на ова семејство.